Трагична е одговорноста за смртта на Благој Илиевски да се бара кај веќе де факто сменет министер. Јасно е дека Беким Сали станува минато по коалицијата на Димитар Ковачевски и Арбен Таравари. Оваа ситуација македонскиот премиер сега ја користи во обид да се испере, смета универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Според него, кога веќе е јасно дека Сали заминува од здравство, барањето одговорност баш од него е само обид за лош пиар. Сега се прави обид и оваа тажна ситуација, луѓето веќе 2 години чекаат на тие лекови и не ги добија. Од оваа трагична ситуација да се извлече некаква политичка корист. Јасно ни е дека со овие пазарења и со влезот на Алијанса во владата ќе дојде до промена на министерот за здравство и навистина немаше никаква потреба сега ова да се користи како некаков изговор за да се најави неговата смена. Болните од цистична фиброза веќе 2 години добиваат само празни ветувања дека ќе имаат лек за својата болест, освен тоа ништо друго. Според многумина одговорност треба да понесе и самиот премиер, сепак според Божиновски такво нешто не можеме да очекуваме. Оваа власт имала единствена цел да остане ден повеќе во удобните фотели. Видете, јасно ни е дека оваа власт не поднесе одговорност за ништо, така да во реалноста никој не ни очекуваше дека ќе се случи такво нешто. Едноставно се обидуваат да префрлат кривицата на некој друг. Тоа е во овој случај. Едноставно целта на власта е да владе ден повеќе и ќе направи све што може да ги зачува тие 61 пратеник со цел нели да остане на власт. Откако премиерот Ковачевски целата вина ја префрли кај Сали, тој во објава на социјалните мрежи реши жестоко да му возврати, напиша дека уште на 27 јануари побарал од владата да се обезбедат пари за набавка на терапија за болните од цистична фиброза и го праша премиерот дали некој кој покрај барањето на министерството не одобрил средства за лек на пациенти со ваква тешка болест, смета дека може да си го продолжи мандатот.